Дејан Недев, со кој што го реализираме денешното утринско будење и еве во моментот можеме да се видиме и верувам дека добро се слушаме. Дејан, ние те гледаме и верувам дека и ти нас, а сега и ќе те чуеме. Добро утро. Добро утро, убав ден, Дејан. Добро утро. Да, прости да овие утрински звуци, ние често пати се шегуваме на сметка бистрото наше е отворено, така што најутрински часови подготвуваме ете и некој добар напиток, се со цел некако полека да ги активираме сите наши молекули и атоми што се вели во телото. Како си утринава? Обично вака се будиш или специјално денес будилникот беше за телма? Па, од прилика ова време, затоа што од 8 часот веќе децата се на училиште, понекогаш јас ги носам, понекогаш сами, но тука им е близко училиштето, така можат и сами и јас понекогаш ги носам кога може. Добро, и значи кога сами можеш и малку да поспиеш, кога не денот започнува малку порано и сето тоа во сооднос со нели секојдневните обврски или дневната па да речеме и утринска рутина. Кога се слушнавме вчера, Дејан рече дека малку си поднасилна, впрочем како и многу други нели во овој период од годината, но сега верувам дека си добар. Штом вака се слушаме и се гледаме, верувам дека веќе во опоравување и во добро здравје, што е особено важно за твојата работа, за нешто кое што нели е твојот живот практично. Па да, точно, како и сите, така и јас и мене ме закачи некој вирус или грип, не знам што, ше цела недела болен, но сега сум подобар. Па да, како што кажавте, значи мене денот ми почнува многу рано. Веќе овој период сум буден, така да доколку имам време и немам некои обврски утрински, гледам да направам утрински тренинг, но после тоа веќе да заминам на каде што сум вработен, на Универзитет Скопје. Најчесто 10 часот имам предавање со студентите, а после тоа и редовни состаноци со маркетинг тимот, со ректорот на универзитетот и така се подготвуваме за сите оние активности што ни следат. Таму сум до кај 3 часот и после тоа нормално ручек со семејството и тренинзи кои што ме очекуваат секојдневно после 6 часот. Попладне од 6 до 9 сум секој ден во сала. Во карате клубот работнички, во кисела вода, во будо центарот Недев. Именно едно последните секако триумфи твои ќе потсетиме дека беше и чинам дека во Перу. Меѓу другото тоа беше уште една клучна соработка и признание за твојата долгогодишна успешна работа и нема да погрешиме тоа што го кажавме, сигурно дека беше исклучителна година 2024 за тебе, за клубот, а и генерално за каратето за Македонија. Чинам дека сепак последниве 15-20 години можеме да кажеме дека во невидена експанзија е каратето, па можеби заслужен си ти и колегите за самата промоција. Меѓутоа, препоставам дека со Перу беше можеби и заокружена 2024 ден. Па точно така, да. Значи минатата година беше доста успешна на спортски план. Имавме две позначени надпреварувања на кои што учествувавме и тоа беа на крајот на годината, едно по друго, можам да кажам. Таму негде од крај на октомври месец се одржа светски куп на кој што учествував само ја во сениорска конкуренција и освоив трето место во кати поединачно. За прв пат бев во Аргентина и можам да кажам едно многу убаво искуство. Многу убава земја, аргентинците се исто така топол народ како нас. Храната им е изврсна, ефтино, така да земја за нас. Земја за нас. Македонците погоден. Ете, препорака за 2025-та. Перу, да се посети. После тоа, после 2 недели заминавме за Перу со помладите и тука можам да кажам дека остваривме исто така врвни резултати во една исклучително тешка конкуренција. Успеавме да освоиме 6 медали. Можам да ги спомнам, најуспешни беа Камелија Недев,
Софија Јарчевска, Филип Недев. Значи, тоа се едни деца кои што се многу вредни и кои што во иднина ветуваат исто така големи резултати во повозрастните категории. Одлично. Добро е кога нели се пренесува знаењето, особено на децата, и добро е кога тие тоа го сакаат, го прават со љубов, а истовремено го имаат и талентот, нели? Покрај малите каратисти кои што се дел од нели и сакаат да научат карате, тука се Дејан и твоите дечиња кои што не само што сакаат и не само што учат, туку и постигнуваат резултати, па како ти на тоа гледаш како еден горд татко? Па секако дека ми е многу драго, бидејќи ете на некој начин и тие ја продолжуваат традицијата. Они се трета генерација на Недеви кои што го практикуваат овој спорт. И јас се надевам дека во иднина ќе бележат уште поголеми резултати. Тие значи многу го засака овој спорт и ќерката Камелија и синот Тадеј. Тадеј е се уште мал, значи што има 6,5 години, но е редовен на сите тренинзи. Камелија е више подолг период, она е 12 години и на национално ниво тука е секогаш меѓу најдобрите и најдобра. И исто така на европските и на светските првенства на кои што редовно учествуваме, редовно освојуваме медали во сите оние нејзини категории за децата. И можеме во контекст на ова и да го искористиме на еден начин ова наше вакво слушање или онлайн гледање и утринско будење, кога зборуваме за каратето и кога зборуваме за почеток со спорт од мала возраст или од најмала возраст колку што е препорачано, особено за каратето. Што е она што може да се препорача на родителите кои што знаат дека или го гледаат интересот кај своите деца поврзан со каратето, или што е најважно за откако веќе ќе почнат со вежбање карате да понатаму нели се движат во една вистинска насока, ако велиме токму како овие примери на млади деца кои што постигнуваат успеси и пред кое времето и иднината, или што е она кое што можеби и ти со родителите на децата кои што ги учиш го најчесто го советуваш? Па вака, можам да кажам ја од искуство дека за децата се започнат со било каква спортска активност, најдобро е да се започне на таа возраст, значи од 5 години па нагоре, бидејќи тогаш кај децата се развиени сите оние центри и на моторика и психички и физички се развиени за да можат да го издржат секојдневни тренинзи кои што траат од час и половина. И ако мене ме прашате, најдобар спорт за правилен развој на децата од 5 години нагоре е каратето. Зошто? Бидејќи во каратето сите оние вежби кои што се изведуваат за време на тренинзите се изведуваат со комплетна цела мускулатура на телото. Така да не се користи никакви предмети, никакви реквизити и тоа е добро заради децата се развијат правилно физички. Веќе после 14-тата година, мислам дека овие спортови кои што се со топки, спортските игри, може да се практикуваат, но за правилен развој и лекарите го препорачуваат најповеќе каратето, исто така и пливањето. Значи тие два спорта се најдобри за правилен развој на децата. Да, ќе надополнев баш за ова што го спомена дека и пливањето и каратето дека се две комплементарни работи кои што се соединуваат. Инаку честопати знаеме да прочитаме и да споменеш дека неопходни за раст и развој конкретно генерално и можеби за врвен професионалец како што си ти во карате спортот, ден и посетата на семинари. Имаше прилика секако да бидеш и во Италија на токму семинар кој што беше и ако чинам дека спроведен токму од страна на Дарио Марчини, исто така врвен спортист, ученик на најпознатите можеби пак врвни јапонски мајстори. Претпоставам дека овие искуства дополнително го одбележуваат каратето во вистинска смисла. Па да, точно така, значи без тие семинари меѓународни ние не би можеле да напредуваме како и во секоја област. Значи мора да си во текст со сите збиднувања и настани, сите новитети,
така да и јас го практикувам тоа, редовно учествувам на сите врвни карате семинари кои што ги држат пред се јапонските инструктори. Но можам да кажам дека минатата година за жал почина еден од најголемите умови на каратето во светот, тоа е сенсеј Хироши Шираи, кој што целиот свој живот работеше во Италија и тој остави позади него многу успешни каратисти и ученици со кои што јас во минатото се надпреварував и многу добро се познаваме и се почитуваме, така да сега тие го продолжуваат патот на сенсеј Шираи. И да, значи минатата година учествував на еден таков семинар кај Марчини, кој што е повеќе кратен светски шампион. Исто така оваа година кај мојот колега Кампари, кој што одржа семинар во Австрија. Имаше што да се види, да се разменат искуства, така да тие семинари се добродојдени за мој личен напредок и за напредок на моите ученици. Да, често пати знаеме да кажеме и Сивана, бидејќи те познаваме лично, остануваш конзистентен на својот карате клуб и на наследството кое што го даваш на подмладокот и на следни генерации. Ќе ти заблагодариме тоа што ја ставаш Македонија на светската мапа и преку семинари, и преку учества на овие шампионати. Меѓутоа, Сивана, не забораваме зашто те побаравме меѓу другото. Тоа ми остана и мене. Професионално како те започнавме, а всушност ова не е идејата некој пат да се баш да се разбудиме со вас. Меѓутоа, еве како што кажуваш, пред да започнете со училишните активности, со работните активности со клубот, сигурно дали прашањето пиеш кафе, Дејан? Дали како спортист го започнуваш денот со кафе или кој е утринскиот ритуал во смисол на некој освежителен пијалок, смути, чај, што и да е изборот твој? Па да, обично тоа се сокови, овошни, исто кафе, чај, пијалоци кои што ги конзумирам наутро заради детоксикација на мојот организам. Така да најчесто со топол напиток или со некој свеж цеден сок го започнам денот и веќе таму негде кај после 12 часот ми е првиот оброк. Именно, да. Потпирајќи се на некои методи кои што ги имаат и врвните спортисти, го препорачуваат еве како што велиш ти лимонот и целерот последниот период гледам дека е во менито на многумина. Да. Има ли нешто што во оваа доба од својот живот кога би рекле за еден врвен уметник во спортот како Дејан Недев, што би дал препорака како да останеме да го слушаме нашиот храм, поточно човековото тело и да направиме секој пат една интроспекција, велам холистички да пристапиме во овој период од животот. Кои би биле методите, главни техники кои што ги практикуваш, а би сакал вака да ги споделиш во неколку збора за гледачите? Па, според мене клучот е во балансот на исхраната. Значи, доколку имаме добро избалансирана исхрана, во секој поглед, ќе имаме и добро здравје. Значи, сето тоа искомбинирано со физичка активност, тоа би било погодок за секој еден кој што сака да биде здрав и да биде во физичка кондиција. Не знам дали читаше Ивана и ти, Дејан, имаше периодов дека во голем дел од светот луѓето бидејќи нели мора да најдеме некаков катализатор и филтер на емоциите. И читам дека во секоја земја европска сега се практикува, веројатно и во Балканов сега кај да е. Не знам која земја ќе предничи, меѓутоа нели има стрес релиф румс или да речеме соби каде што кршите предмети и можеби и кај нас да постои нешто такво слично. Меѓутоа, дали имаш денови кога целиот емотивен набој кој што го имаш, бидејќи не се малку табиети и карактери со деца и со работници, каратето ти е можеби таков еден вентил на стресот кој што некој пат се акумулира? Да, значи каратето е една од причините зашто се занимавам со карате е токму таа. Значи сите ние на некој начин акумулираме негативна енергија и мора да испразнаме некаде. Така и така да јас ја празнам на тренизите, ама не на моите ученици, туку на вреќата и на макиварата во салата. Тоа нека биде така да. Каде што ги изведувам ударите со раце и со нозе кои што постојат во
во каратето. Така. Дејан, ако не беше доволно расунет, верувам дека јас и Марко со нашите прашања добро те расунивме за Лево, добар старт десно, на право, ама го за расташавме. добар старт на денот. Едно Денеска вкусно интервју. вторнички да, и ќе го заокружиме овој наш разговор или вакво интервју со плановите за оваа 2025. Има ли нешто што можеме да најавиме, нешто што не очекува наскоро или ќе оставиме за следна прилика и за следно гостување? Па да, може на кратко да спомнам дека пред 2 недели го завршивме нашиот зимски карате семинар кој што се одржа во Крушево од 10 до 15 јануари и веќе за за отприлика месец дена не очекува меѓународен куп за деца кој што ќе се одржи во Краков, Полска на 8 и 9 март. После тоа ни следат исто така подготовки, учество на меѓународни семинари и крајна цел, мислам, најважен настан за оваа година ни е Европскиот шампионат, Одлично. кој што ќе се одржи во Грција на 30 и 31 мај и 1 јуни. Така да Грција ни е блиску и ние почнавме да се подготвуваме за овој шампионат. И јас се надевам дека во што поголем состав ќе настапиме на ова европско првенство и дека као по традиција ќе се вратиме со грст на освоени медали во сите возрастни категории. Без сомнеш, Одлично. Кабилета. Ти благодариме. Тоа и ви го постакуваме. Да, ти благодариме многу за тоа што направите, можеби преседан на твоите активности, па се вклучи на Телма. Вака хибридно да те поздравиме, да те видиме и да ти посакаме убав остаток од денот. Голем поздрав до целото семејство и убав ден. Убав ден ке И посакаме. до видење во следна прилика со нови информации. Да, И ви успес. благодарам и на вас уште еднаш за вклучувањето. Да, фала ти Дејан, убав Дејан. ден.